Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Господине Бесими, какви се вашите очекувања? Што ќе содржи новиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија? Очекуваме извештајот да биде објективен, да ги содржи работите што веќе се направени од страна на Република Македонија и секако работи каде што Македонија би требало да се фокусира повише во наредниот период. А всушност тоа би значило и еден извештај кој ќе има и очекуваме врз основа на ова да има и препорака за започнување на преговорите за Република Македонија. Иако формално тоа се уште не се знае и се пишува до последниот ден пред објавување. Што очекувате да биде област која што ќе се препорача како нешто што дополнително треба да се работи? Тука се пред се политичкиот диалог, прашањето за името со соседите, односно отворени прашања со соседите, потоа се судските реформи, слободата на изразување, изборниот законник, меѓуетничките односи, односно Охридскиот рамковен договор и исто така би ги спомнал добрососедските односи каде што влегуваат отворените прашања со соседите. Неодамна изјавивте дека во новиот извештај за напредокот на Македонија е добро да има препорака за почнување на преговорите. Се свидува ли најголемиот успех на македонскиот евроинтегративен пат всушност добивањето на препорака? Само би рекол дека не би било добро, туку важно е Република Македонија да добие препорака и препораката секоја година треба да се добие, односно да се заслужи. И затоа е важно и ова година Македонија да покаже дека го држува темпото на реформите, односно патот кон европската интеграција, затоа што статусвото со тек на време секако дека влијае врз кредибилитетот на процесот на евроинтеграција и затоа е важно не само реформите ради реформи или ради препорака, туку поради тоа што појаки институции и зајакнување на демократските капацитети во земјата и пазарната економија, што се главните услови, придонесуваат за поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија и затоа очекуваме и оваа година и работиме за да имаме препорака за започнување на преговори. Слобода на медиуми, сега и политичка криза се чини во секој нов извештај на Европската комисија како да има нови области на кои комисијата ни вели дека треба да работиме. Зошто? Не се работи за нови дополнителни забелешки, тука се работи на концептот што го следи Европска унија. Значи, пред се копенхашките критериуми, политичките и економските критериуми, и така во извештајот првично стојат политички критериуми, потоа економските критериуми и следат сите 33 поглавје за преговори каде што Република Македонија покажува одреден напредок и вкупно се гледа исто така колку Македонија се усогласува со европското право или така наречениот аки. Значи, ова е пакетот што се следи секоја година и Македонија во однос на овие, каде што спаѓаат во политичките критериуми, посебно делот на политичкиот диалог, а второ во однос на слободата на изразување спаѓа во едно важно поглавје, каде што се регулираат покрај овој делот на политички критериуми, каде што се регулираат правото и фундаменталните човекови права. Значи, демократските вредности, слободата на изразување се сметаат за еден од таквите демократски вредности, каде што земјите членки на Европска унија и кандидати треба да покажат повисок степен на напредок и тие се работи кои ќе ги има постојано во извештаите, ќе се следат, а ќе бидат и дел од преговорите, односно кога ќе почнат официјалните преговори. Го споменавте политичкиот диалог како вице-премиер во владата. Очекувате ли да се надмине политичката криза до извештајот на Европската комисија? Би потенцирал дека е важно да има напредок во однос на политичкиот диалог. Тука конкретно би сакал да изразам задоволство во однос на потегот што Демократска партија на албанците го превзема, односно да се врати во собрање. Сличен потег во однос на политичкиот диалог е важно да гледаме и од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, затоа што политичкиот диалог е важно да функционира во Република Македонија и тоа е симетричен процес, не е само едностран, не е само да се обвини опозицијата или само да се обвини власт. Значи се работи за интерес на Република Македонија, главниот интерес е европските интеграции, политичкиот диалог има значително влијание врз процесот на европска интеграција на Република Македонија, затоа што тој процес се гледа како еден инклузивен процес, не само на власта, туку и на
сите чинители, власт, опозиција, собрание, потоа правниот систем, судството, како и цивилниот сектор. Значи тоа е еден цел пакет на чинители, односно цел спектар на чинители кои придонесуваат за европската интеграција на Република Македонија. Ви забележуваат ли европските дипломати во контактите што ги имате за колебливиот став на Македонија во однос на санкциите што ги преземаа земјите членки на Унијата против Русија поради украинската криза? Европска Унија и земјите членки на Европска Унија очекуваат Република Македонија како земја кандидат да ги следи политиките на Европска Унија и тоа е факт. Република Македонија од тој аспект е доследна земја, доследни политики за следење на политиките на Европска Унија, затоа што тоа е нашата ориентација. Ние сме земја кандидат, ние ги исполнуваме препораките што произлегуваат односно во однос на договорот за стабилизација и асоциација и интересот на Република Македонија во Европска Унија, членството во Европска Унија и НАТО би рекол, значи се стратешки долгорочни интереси на Република Македонија. И секоја девијација од таа главна политика би значила само краткорочно профитирање што не оди во интерес на долгорочната стратешка определба за ЕУ и НАТО, а Република Македонија како земја, независна земја, си има исто така своја политика да одржи добри односи со сите земји и тоа е легитимно за сите во интерес на сите граѓани. Меѓутоа, насоката, политиките што се однесуваат на Република Македонија секако одат во контекст на тоа што се политиките на Европска Унија и ова се однесува исто така и во однос на мерките последните што Европска Унија ги презема како санкции. Македонија ништо не презема во меѓувреме. Но секако тоа е дел што Македонија, кога ќе биде потребно за тоа и ќе биде даден јасен сигнал дека важно е Македонија тоа да го направи, секако дека Македонија тука ќе го следи примерот на земјите на Европска Унија. Меѓу другото, Македонија е мал пазар, за да влијае сериозно врз економијата на Русија, за да има таков ефект, но Македонија се однесува на начин што ќе даде јасен сигнал дека е земја која ги следи политиките на ЕУ. И тука нема дилема. Политиките на Евроатлантската заедница се наш компас за долгорочната ориентација во глобалната геополитичка мапа. Господине Бесими, каков е вашиот став за демаршот кој што го упати Македонското министерство за надворешни работи до Американската амбасада поради сослушувањето на новиот американски амбасадор? Пред се, Соединетите американски држави се наш стратешки партнер и тоа не е само декларативно, туку докажано из целиот период од осамостојување на Република Македонија до денес и тука нема дилеми дека Соединетите американски држави и сакат најдобро на Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Тоа во однес на конкретно прашање, тоа имаше и објаснување од страна на амбасадорот Волјерс. Јас верувам на тоа што он го презентираше во нашата јавност. Сметате дека реакцијата на министерството беше избрзана? Тоа е проценка на Министерството за надворешни работи, но секако сметам дека кога се работи за некој партнер, стратешки партнер, треба да очекуваме едно објаснување што беше логично за да имаме јасна позиција, да не оставиме простор за било какво недвосмислено, односно двосмислено објаснување во или искажување во јавноста. Мислам дека ќе повторам, значи ставот што го кажа амбасадорот Волјерс, му верувам потполно и мислам дека граѓаните на Република Македонија немаат потреба да имат никаква дилема во однос на нашето пријателство и стратешко партнерство со Соединетите американски држави. Ако во овој период на независноста некоја држава покажала таква конзистентна политика за поддршка меѓу другите, пред се тука се Соединетите американски држави. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување.